Почитувани професионални војници, почитувани членови, имаме ново соопштение од синдикатот до вас. Во наредниот период ќе практикуваме видео обраќање со образложенија на сите ситуации и случувања кои се однесуваат во врска со професионалните војници, нивните права и активностите на синдикатот, за да луѓето да имат подобро објаснување и подобро да ги разберат ситуациите, бидејќи некој прочитал од објавите, некој не прочитал до крај и не се сите информирани што се случува, затоа има дополнителни јавувања и така натаму, за да нема такви ситуации, затоа обраќањата ќе бидат повеќето вака. Имаме информации дека до премиерот на Република Северна Македонија, господин Христијан Мицкоски, се стигнати информации дека во врска со професионални војници дека нема никакви проблеми со професионалните војници и дека е решен статусот на професионалните војници. Значи, таква информација стигна до нас дека премиерот е запознан дека професионалните војници во армијата немаат никаков проблем. Очигледно дека најблиските соработници и советници искажуваат лаги и невистините информации до премиерот, наместо да го информираат објективно и реално, му се презентира на премиерот информации кои што не се вистините, затоа се случуваат овие работи кои што се случуваат, игнорирање и не постапување врз основа на нашите дописи, поднесување на закони и така натаму. Бидејќи бевме информирани дека премиерот е погрешно информиран, затоа доставивме допис од синдикатот до него, каде што го информираме за сите проблеми во армијата, посебно со дискриминацијата, утврдената индиректна дискриминација врз професионалните војници, со нееднаквиот однос преку Законот за служба кон професионалните војници од страна на работодавецот Министерството за одбрана и поради нетрансформирање на работниот однос на професионалните војници кој трае неколку децении. Бидејќи политичката партија ВМРО-ДПМН ги има најголемиот број на пратеници и мнозинството во собранието, и затоа мораме да го информираме премиерот како председател на таа политичка партија со цел да се донесе законот кој што е доставен веќе повеќе од 2 месеци во собранието, а до сега ни еден пратеник, ни една политичка партија не го предложи во собранието, иако помина повеќе од 2 месеци. Сето тоа се сведува на овие ситуации кои што информации што ги добивме дека премиерот воопшто има има друга слика за ситуацијата на професионалните војници во армијата. За жал, се надевам дека премиерот овој пат ќе ги добие овие информации, ќе ја увиди вистинската ситуација што се случува и ќе реагира, бидејќи ова го се мисли за 3000 професионални војници, за сите идни генерации на професионални војници, каде што со донесување на законот, измените и дополнувањата на Законот за служба ќе се испочитуваат препораките на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде што се утврди дискриминацијата врз професионалните војници, ќе се добие очекуваното пензионирање и трансформирање на работниот однос со цел да се подобри ситуацијата во армијата и да се заштедат огромни финансиски средства со донесување на овој закон, каде што се заштедуваат помеѓу 38 до 40 милиони евра во период од 5 години. Министерството за одбрана нема да има никакви обврски кон
вработување професионалните војници после 45 година во други институции и така натаму, така да решението е на маса, подготвено, само треба политичка волја да се спроведе. Се надеваме дека конечно премиерот ќе ги добие вистинските информации каква е состојбата со професионалните војници и ќе реагира, затоа што во спротивно не им останува ништо на професионалните војници освен правдата да се бара на друг начин, а таа борба ќе биде преку суд и каде што ќе има илјадници тужби и големи оштети финансиски како и минатото. Сите знаеме колку беше оштетен буџетот, сега ако се игнорира овој проблем, буџетот ќе биде оштетен многу повеќе и ќе се створат уште повеќе проблеми, така да се надеваме дека конечно ќе има разбирање и тоа мора да биде у најбрз можен рок, па се надеваме дали ќе се реагира благовремено и ќе се надеваме дека ќе добиеме информации дека се постапува или дека ќе се постапи. Дописот кој го доставивме до премиерот господин Христијан Мицкоски ќе го објавиме на страницата на синдикатот за да сите прочитат што е обарано и што го известуваме. И тоа е тоа. За сите нови информации и реакции ќе ви информираме благовремено. Благодарам на вниманието.